Јавното обвинителство ќе обжали ослободителната пресуда за градоначалникот Рамис Мерко, што ја донесе Струшкиот основен суд за спорната набавка на луксузниот автомобил Ауди А6 во вредност од 67.000 евра. Пресудата се уште не е пристигната до основното јавно обвинителство. По приемот, обвинителството ќе ги проучи наводите и ќе донесе одлука во однос на жалбата. Со приемот на пресудата, практично ќе се дефинираат околностите на кои што ќе се темели жалбата. Потегот на обвинителството е логичен и за поранешната прва антикорупционерка Ивановска, која очекувала дека Мерко ќе го стигне правдата, со тоа што ќе добие соодветна пресуда, затоа што со набавката на луксузниот возен парк тежок околу 114.000 евра нанел штета и на општинскиот и на државниот буџет. Сметам дека оваа пресуда не е праведна, не ја задоволува правдата. Точно е дека ние уште во 2019, ноември 2019 поднесовме иницијатива до јавното обвинителство за градоначалникот, бидејќи утврдивме дека тој свесно и намерно ја злоупотребил својата службена положба. Мислам дека со вакви пресуди, баш со вакви пресуди, судиите си ја намалуваат уште повеќе довербата која што имаат кај граѓани. Ивановска подсетува дека на Мерко му е овозможено да купи скапи автомобили, откако во услови на блокирана жиросметка, судија во Струшкиот основен суд му го зголемил лимитот на дозволените минимални средства кои што ги имал на располагање. Од тие причини антикорупцијска поднела представка до Републичкиот судски совет и за судијата, но предметот го снемало. Исчезнал наводно пред да стигне до судскиот совет. При донесување на пресудата треба да се имаат во предвид сите факти и околности поврзани со дадениот предмет. Сметам дека во овој случај тоа не се случило заради тоа што не се земени во предвид околностите како тој ја купил колата. Значи, од една страна се занемарува незаконитото работење на судијата, кој што му дозволува на Мерко да му овозможува да има поголем расположливи средства и да го купи автомобилот. Значи, тоа беше готово, се забораело, застарен е предметот. Значи, со ова се создава лош пример понатаму за користење на јавните пари. Во целата оваа ситуација Ивановска прашува и каде бил и што правил членот на судскиот совет кој што бил одговорен за следење на работата на Струшкиот суд. Инаку за подсетување, судечкиот судија во пресудата посочува дека од правен аспект со анализата на сите законски прописи кај Мерко не постоел основ за кривична одговорност и затоа судот донел одлука за ослободителна пресуда.